Во денешното современо општество, компаниите се почесто зборуваат за тимска работа, корпоративна култура, партнерски односи помеѓу работникот и работодавачот. Зборуваме за современи работни односи, зборуваме за лојалност, права на работниците, многу помалку се зборува за обврски на работниците кои ги имаме и на ова специјално издание на Биди свој, јас ќе го поставам прашањето. Дали навистина сега во денешно во современо општество зборуваме за партнерски односи помеѓу работникот и работодавачот, каде и двајцата се грижат и за своите права и обврски, или се уште постои конфликт помеѓу работникот и работодавачот, каде на крајот од овој партнерски однос секогаш некој чувствува дека нешто изгубил. Мислам дека ќе имаме една богата и отворена, искрена дискусија со оглед на тоа што гостите се мои ценети гости од претходни подкасти, претходни емисии, така да ќе ми биде мило најпрвин да ги представам. Секако предност ќе дадам на дамата Марија Ѓоргиева, регионален менаџер за директна продажба во југоисточен регион по А1. Точно. Марија, добре дојде во мојот. Благодарам на поканата. Благодарам. Мислам дека добро те представив. Така. Игор Мицев, адвокат. Да. Игор, повтор пат си гостин. Повтор пат, да. Во Биди свој, ти благодарам што ме повикавте и така, и Ѓорги Јанев, специјалист по медицина на труд, но јас би сакала да го продолжиш затоа што има уште едно звање кое ни е битно за оваа дискусија денес. Благодарам на поканата. Другото звање е доктор на науки во областа на креирање на здравствени политики и здравствен менеджмент, во кој што спаѓаат и делот за работни односи во областа на здравството. Така, што ни е клучно, нели, за ова дискусија. Еве на самиот старт на оваа емисија, јас ќе ве прашам, сакам кратко да ми дадете одговор со оглед на вашето искуство, нели, кој го имате и како работници и како работодавачи. Кога ќе кажеме работник и работодавач, што прво ви паѓа на ум? Партнерство или конфликт на интереси? Адвокате? Односот работодавач-работник е гледано во аспекти на двете страни, секој пат конфликтен однос. Однос во кој едната страна бара помалку да даде, другата страна сака повеќе да зема. Што значи тоа? Работодавачот секој пат е заинтересиран работникот да исполни својата задача, да даде максимум од себе, да ги исполни сите негови очекувања и при тоа да платата негова биде во рамките на некој си минимум кој што не би го оптоварил неговиот профит. Обратно, работникот е тој кој што со помалку ангажман, со помалку ефорт, да кажеме, сака да земе поголема плата. И тоа е вечен конфликт кој јас лично сметам дека е нешто што и ја движи целата ситуација, целиот тој однос. Меѓутоа, сепак, односите помеѓу работодавачот и работникот се во голема мера зависни едни од други и се вечна интеракција едни со други. Така. Тоа е тоа. Марија, во овој современ свет, нели, како што спомнавме, твоето искуство што кажува? Дали е конфликт? Така, значи, бидејќи доаѓам од приватен сектор, и тоа од приватен сектор со странски капитал, моето работно искуство е повеќе од 22 години, од кои што повеќе од 18 години сум на раководна позиција. Можам да кажам дека во зависност од како се поставени системите во една институција, во една компанија, во една заедница, од тоа зависи какви перцепции имаат вработените, бидејќи од една страна работникот има права и обврски, од друга страна работодавачот и тој има права и обврски спрема акционери, спрема инвеститори, така да многу е тенка линијата помеѓу конфликтот и помеѓу партнерството. Во модерно време поминува во новите генерации, по младите генерации, перцепцијата е многу поразлична, работодавачот е тој кој што е секогаш крив. Кај постарите генерации, повозрасните генерации, тука е веќе деловната етика и деловната култура е развиена на повисоко ниво и тука се ствара лојален однос помеѓу работодавачот и помеѓу вработениот и затоа многу е важно да видиме од која страна ќе ги гледаме нештата. Дали ќе ги гледаме од страна на повозрасна
генерација, дали ќе ги гледаме, ќе ги разгледуваме работите од страна на помладите генерации, миленијалците, генерација Z и така натаму. Така да во секој случај тоа е однос без кој што едноставно не може да функционираат работите, но за да функционираат потребно да има добро поставени системи. И добра комуникација. Так, да. Докторе, од ваша перспектива, истото прашање. Сакам на самиот почеток, нели, да го слушнам мислењето, а потоа ми се јави уште од сега многу подпрашања. Так, значи, моето работно искуство од 18 години би го преточил во одговор дека да, е конфликт, но би сакал да се претвори во партнерство. И тоа што Марија го кажа, можеме да ги гледаме работите во два аспекти, а тоа дека можеме генерацијски да ги поделиме вработените, затоа што имаме корено различни вработени по старите генерации, таму и такако е некогаш партнерски, некогаш конфликтен, а додека во новите генерации се пробува да се направи тој партнерски однос. Некаде се успева, некаде не, но мислам дека со добар диалог меѓу работникот и работодавачот можеме да преминеме од фаза на конфликт во фаза на партнерство. Да, го споменавте и тројцата добар диалог, квалитетна комуникација. Но еве адвокате, ајде со тебе пак ќе почнем. Дали се уште кај нас постои перцепција дека работодавачот е шеф, а работникот само треба да слуша? Па, генерално да. И работите се така поставени да работодавачот, давателот на капитал, човекот кој што вложил во бизнис, мора да биде шеф. Значи, мора некој да ги движи работите. Сега, да се вратам право на претходното прашање, тоа, кажено шеф, звучи вака малце по грубо, меѓутоа, умешноста на еден работодавач е тој шефовски однос да го преточи во еден вид партнерски однос со работниците. Но не е другарски однос. Апсолутно не. Јас лично сметам дека не може да биде ти 8 или 6 или 10 сати колку е работникот на работа, не може да представува другарски однос, бидејќи, како што кажав претходно, интересите на едната и на другата страна се различни. Едниот сака да зема повеќе, другиот да даде помалку, но според мене лично треба да се знае кој е газда, кој е шеф, и тоа треба да биде почитувано и од страна на работниците, но и обратно, значи самиот собственик, работодавач, шеф, газда, како и да е менаџер, исто така мора да ги има и во предвид правата, очекувањата и желбите секако и на работниците. Меѓутоа, да не дојде па до некоја злоупотреба или пренагласено почитување само на правата на едниот или на другиот, сепак тоа се сведува на едно нужно партнерство помеѓу работникот и работодавачот. Но многу често слушаме во јавноста, нели, секогаш загрозени правата на работниците, а многу малку се зборува за обврски кои се на работниците. Марија? Значи, адвокатот беше спремен пак да каже, ама ајде, тој е секој спремен за предност има Марија. Да го надополнам Игор додека го слушам, и тоа сакам јас да го кажам, да не заборавиме дека менаџерите се вработени. Абсолютно, и тие одговара пред управни одбори, и тие имаат своји права, и тие имаат своји обврски. Сега ти зборуваш од аспект на менаџер, нели? Не, но мислам дека Игор сакаше да каже од аспект на собственик на компанија, така? Собственик во смисла да ги менаџира работници, иначе како менаџери ти си работните обврски и ти си работник како Така, значи тоа сакам да кажам, самите, иако сум менаџер, јас имам права и обврски и одговарам пред одбор на директори, одговарам пред цела една плејада на луѓе пред кои што морам да покажам резултати, а од друга страна и јас сум на платен список, и јас сум таа што имам права во компанијата и имам обврски за да ги донесам резултатите. Тоа што го спомнавме за разграничување на обврската, работната обврска, задачата и компетенцијата за исполнување на тие работни задачи и обврски е нешто на кое што работникот мора сам да поработи, за да може после да се развие еден диалог со дискусија и за да можат со претпоставените, со раководните лица во компанијата или во институцијата, за да може сето тоа
тој диалог и тие разговори и тие комуникации да преминат на едно повисоко ниво, кои што ќе донесат резултати за сите заедно. Обврската на работникот е почитување на работните задачи дадени од страна на работодавачот. Да. Тука не смееме да ги мешаме, тука многу често знаат вработените да кажат ми вршите притисок, ми правите сега мобинг. актуелно мобингот. Така, значи, за да биде тоа притисок и да биде тоа мобинг, прво треба да се исполнат услови за мобинг. Мобингот, сум дел од комисија за мобинг во мојата компанија од кај што доаѓам, во А1. Тоа е една голема процедура во која што треба да се докажат сите действија и тоа кога зборуваме за мобинг, тоа поправиме ако сгрешам, кога зборуваме за мобинг, тоа значи навредување на личноста како субјект, нанесување на помала вредност и во однос на другата, во однос на другата екипа од да се тимот. извршат основните работни задачи кои така, се сега се наоѓаме во време во кое што кога ќе дадеш работни насоки, кои што треба еден вработен да ги изработи во текот на еден ден, и нормално дека те газат рокови, те газат таргети, те газат притисоци од страна на времето, од страна на корисниците, на муштериите што ги имаме. Нормално кога ќе ги пренесеш тие работни задачи на вработениот, дел од вработените да кажат ми вршиш притисок. И тука се појавуваат веќе конфликтите. Дали се случува, мислам, многу често и слушаме дека работниците всушност и не си ги знаат своите права и не знаат нели со какви обврски влегуваат во одреден работен однос. Извини се. Ајде прво не само тоа морам да го кажам. Доаѓам пак, мислам, ќе повторам повеќе пати од приватен сектор во кој што при самото вработување вработениот добива листа на работни задачи од кои што се очекува да ги исполнува. И сето тоа дали ги читаат, дали се свесни за тоа? Ги повторуваме секојдневно, да, и се трудиме да ги да ги сватат што им се работните задачи. Но да, тука се развива веќе една голема друга дискусија во која што се гледа да се заобиколуваат и да се фаќаат кривини. Тоа е наш менталитет, за жал. Тоа што јас сакам да го додадам, многу беше интересен ставот на Игор. Значи, прво треба да разграничиме дека едно е контакт газда-работник, сосема различна ситуацијата Марија како менаџер, кој што многу го спомна. Таа е измеѓу позиција. Од Марија се бара на работник и на работодавач во одредена улога. Така. И многу ми е мило што веќе одамна во Македонија навлезе странски капитал, каде што буквално голем дел од работниците не ги познаваат газдите. Тука се наметнува терминот менаџер. Човек кој што ги делегира работните обврски. Од ние најчесто знаеме да ги скокнеме. Па која е таа Марија да ми каже мене што ќе работа? Да. Јас ќе се видам со газдата. Затоа тука имаме две различни перцепции. Странските компании наметна една друг тип на култура на комуникација. Значи, топ менеджментот дава конкретни насоки какви резултати се очекува од менаџерот. Менаџерот ги делегира тие обврски на пониските нивоа под него. Но тој исто дава контраинформација после дали тие обврски се завршени и зошто не се завршени. Затоа е многу голема разликата меѓу дали газдата ги дава обврските на работникот, односно збориме за мала компанија од цемент тип, или како што доаѓа Марија од компанија која што е меѓународна. Така. Зашто А1 одите во Србија има А1 во Македонија, има А1 во Бугарија, има во Австрија. Значи тоа е компанија која што ја има во огромен број држави и каде што таму има регулирани права како се делегираат обврските. Многу добро што Марија го спомна и делот на работни задачи. Вие спомнавте, ама дали ги читаат? Па ние ли треба да им ги прочитаме? Еве, адвокатот ни е тука, нека каже, нели? Се случува Во спор. суштина да ги читат, меѓутоа ги читат. Да? Секој чита онака како Да, но си ги толкуваат кој како са. Сметам дека живееме во едно нормално општество каде што 98% од луѓето се писмени и кога ти ќе му дадеш листа на работни обврски и тој што ми ја потпишува, оддолу пишува согласен Петко Петков. Што треба јас да направам плюс за Петко Петков да разбере? Јас можам да му ги дообјаснам.
Не, тука само ќе те надополнам дека да, има што да се прави. Тоа е веќе од страна на менаџерите, непосредните раководители на тимовите. Так. Се прават секојдневни чек-листи, што е завршено, како е завршено. Доколку нешто не е завршено како што треба, се дава точна насока, се прави пренасочување, Так. се прави рефрешмент, се прави веднаш итно сработување на тоа што не е сработено со насока тоа да се поправи. Сега тука е моментот во кој што пак на почетокот тоа што спомнав, разликата во генерациите си го прави своето. Да. Ама треба да се знае кој е шеф, мислам. Треба да се бидеме- така, да. Тоа Треба да како се знае структурирано Во едно во- семејство Кој е треба да шеф? се знае кој е татко, мајка, кој е главен, И кој тука се треба главна да се или не. знае така, да. Исто е, значи треба да се знае кој е шеф, треба да се знае кој е газда. Марија е мост, менаџер помеѓу собственичката структура во А1 и работниците во УВО, каже и таа е работник. Меѓутоа според мене, а и логиката на народите така кажува дека треба се знае кој ги дава задачите, кој ги дава насоките. Кој пред кој одговара? И работникот е тој кој што треба да ги исполни, треба да ги целосно имплементира и за тоа е и награден и платен. Тоа Така. што сакам јас да го додам само една секунда, затоа што мобингот проблем, се дискутирајте, третира и дел од проблематиката што ја работам јас. Луѓето сваќаат дека, тоа што го спомна Маја, дека доколку му наложиш тајминг за завршување на дадена задача, тој го перципира како мобинг. Значи, Да. многу добро имаме категоризација што значи мобинг. Неизвршувањето на работните задачи не значи дека и И барањата и опомената не... не значи дека е мобинг. Да бидеме најасно со тоа. Да, значи Па не случајно ваквите иницијативи нели од некој вработен да претпоставуваме еве кај адвокатот доаѓа дека мене ми вршат мобинг, но на крајот излегува дека не може да се докаже, нели нема судска постапка по тоа. Се имало случаи во кои што има Значи, збориме вака да не навлегуваме Потврден. затоа што мобингот е една сосем Друга тема, друга да, ќе тема, дискутираме. везана е со ова, значи тоа што би сакал, еве како заклучок од овој подкаст, дека неизвршувањето на работните задачи планирани на дневно, неделно и месечно ниво и укажувањата на менаџментот не значи дека некој ти врши мобинг. Значи, тоа не е мобинг. Нема деградација на личноста. Имаме само барање за извршување на дадените задачи за кои што ти си ангажиран за даденото работно место. Така. Тука пак ми се наметнува прашањето. Дали повеќе вработените си ги бараат своите права, отколку што сакаат да ги почитуваат и да ги извршуваат своите обврски? Еве, кажи ми од пракса, адвокате, пак се враќам кај тебе. Судски постапки, претпоставувам има, нели, колку што можев да успеав да прочитам нешто на интернет, илјадници судски постапки се прават на годишно ниво. Која е најчестата причина за една судска постапка? Да, се најчеста причина за судските постапки во работните спорови пред судовите во Македонија моментално се што немаат врска со работничките прави, неисплатени плати, додатоци, меѓутоа што се однесува до повреда на правата, еве да кажем конкретно за мобингот, да, не е се мобинг и не представува се мобинг и само мора да направиме една разлика помеѓу приватен и јавен сектор. Да. Во приватниот сектор мобингот е речиси и незастапен. Тука преовладува и знаењето на работниците дека се доедни да работат и дека газата е тој кој што може утре да им каже не ми се допаѓа тоа што го работиш, имаш рок, поправи се и знае дека ако не чини, чао фала, си дават рака и си заминува. Мобингот е поизразен во јавниот сектор. Тоа го знам од искуство, каде што поради X причини, сега да не навлегуваме во политика, постои мобинг кај одредени категории на работници, но постои тенденција на стварање на ситуации во кои самите работници со пријавување на мобинг прават притисок врз раководителите, врз непосредните раководители да така ги остават на мира, бидејќи знаат дека е тој работник, е тој што бара премногу во јавниот сектор збор. Не, ќе го оставиме на мира, така да, но дали е во ред така да функционира една компанија? Работниците, јас мислам дека моментално, како што е ситуацијата со мањак на квалитетна работна сила, тоа е производ на депопулација на целото општество, каде се намалува и бројот на население се повеќе ги пренагласуваат своите права.
се повеќе ги барат своите права, без воопшто да бидат запознаени со тоа што е тоа што тие го барат, дали е изводливо тоа што тие го барат, дали може работодавачот, без разлика дали е приватен или јавен сектор, да ги издржи сите тие барања, но во ситуација сме каде што, пример, законот предвидува и работодавачот мора да исполни. Моментот кога, еве Марија, може и ти да се согласи со мене, доаѓаат посебно нели младите, ги потенцираш дека има разлика помеѓу помладите и повозрастните, ние кај спаѓаме, ќе разјасниме до крајот на емисијата. Младите нели доаѓаат да генерација. Да, тоа многу дипломатски. Прво што прашувате, колку е платот? Така, значи, имам во последната 2026 имам направено, бидејќи јас сум дел од тимот за регрутација во мојот тим, имам тим од 35 луѓе и регрутирам постојано, бидејќи во таква ситуација сме, се променуваат вработените. За текот на 2026 поминати 300 регрутации, во кои што најголем дел од прашањата беа кога ќе одам на одмор, колку време ме следува одмор, дали ќе работам недела, што е тоа окей, тоа е неприкосновено право на секој вработен. Меѓутоа, од другата страна, ние кога правиме регрутација ги кажуваме кои се нашите очекувања, нели дека имаме трпение да создадеме вработен, кој после определен временски период треба да ги сработи тоа и тоа. Значи ние убаво кажуваме што треба на вработен да сработи и какви компетенции треба да развие за да може да одговори на работното место за кое што аплицира. Сега, тука се соочувам со ситуација во која што младите луѓе, Z генерација. Да, веќе не знам никоја генерација. Се чувствува кај нив дека немаат баш никакво чувство на припадност. Немаат никакво чувство на лојалност. Тоа е најтешко да се развие кај еден нов вработен. Затоа што само вработен кој што има лојалност кон тимот, кој што сака да гради тимски дух и на кој што му е важно да направи и креира своји компетенции, за да може после да си направи добро професионално CV, во кое што ќе може да одговори на професионалните задачи, е вработен кој што го сакаме ние. Сега. Тоа со кое што располагаме на пазарот во моментот е многу слаб квалитет. Тоа си го направи иселувањето од државата и покрај тоа што сите нудиме убави услови за работа, јас сум во приватен сектор, странска компанија во која што работиме по странски правила. Значи, да, имаме многу работа, работиме, одговараме на корисниците, но од друга страна сме целосно заштитени од страна на компанијата. И тоа го посочувам на секој интервју, дека да, ти кога ќе дојдеш кај мене на работа, ќе добиеш приватно здравствено осигурување, тоа и тоа ти вклучува, ќе добиеш социјално, ќе добиеш пензиско, ќе си добиеш плата на последниот ден од месецот. Значи, тоа е нешто кое што функционира без никакви пречки и без никакви прекини. И тие воопшто не го ни слушаат тоа, не го ни перцепираат. Битно им е кога ќе одам на одмор, битно ми е дали ќе работам недела. Нудиме во мојата компанија имаме голем број на едукации, на лични тренинзи за развој, свој личен развој. Странски компании кои што ни нудат, странски агенции за надополнување на личните компетенции, за надополнување, разграничување на приватен и професионален живот. Сето тоа го напоменуваш, но едноставно од другата страна нема слух. Тука е маката да се најдат добри вработени. Уште од самиот старт имате конфликт. Па како ќе се направи овој тим со Па да, тука веќе правиш селекција и се трудам да посочам на секој дека нели прво треба да научам да работам и после тоа веќе стануваш квалитетен вработен и се отвараш на пазарот. Тука веќе можеш и ти услови да поставаш, но додека немаш компетенции, поработи на компетенции. Тоа е нешто што е многу. Дали сакаат младите да се доквалификуваат, да бидат квалификувана работна сила, па да имаат право да бараат и висока плата и сите тие нели бенефиции кои ги следува? Вака, значи јас меѓу другото како професија, без разлика што сум лекар, сум и дел од тимот кој што регрутира во нашата компанија и имам исто некој искуство како со Марија. Луѓето поставуваат прашања кои што нас од другата страна како регрутери инеш милион прашања ти викат, добро, дали знаеш зошто доаѓа? Кој е на интервју, јас или не прашува, работникот? Да, не прашува кој му се работни обврски. Не
не прашува како треба да се изврши работа. Не прашува дали има кој да ме обучи. Прашува колку ќе ми е платата, кога на годишен одмор. Или некои прашања кои што или доаѓа со родител на интервју. На колку години тоа? На 25, на 30 години доаѓа со родител. Може би само за превоз. Мислам, И што мама ќе одлучи дали можем да мамата работам? слуша дали да ме пушти. Тоа што нешто сакам да го кажам и кое што ми е многу битно да се потенцира дека во бизнисот емоции не треба да има. Постојано се зборува, но дали се практикува? Можеме да го практикуваме. Затоа што рекрутерите ја представуваат компанијата и кандидатот за работа кога гледа, не треба да гледа личност, треба да гледа компанија. Значи не ја гледа Марија. Марија е представник на А1. И или Георги е представник на Ели Медика или некоја друга компанија. Така да можеме да сватиме дека не можеме да очекуваме емоции. Ако очекуваме емоции, тука веќе подклекнуваме сите. Така. Сите ние, без разлика дали си собственик или си менеджер, ти имаш одговорност или према себе си, или кој што тоа е над тебе. И ако веќе влезе емоцијата, тука е проблем. Тоа е посебно изразно во помалите места како што сме ние. Што ние сите се познаваме. Да. И па почнуваат... не смеш го избркаш од работа, па Да. ќе се јават. Тука само ќе сакам да те надополнам, баш во тој момент на тие на еден оглас, например, кај мене се водат по 50-60 кандидати. Баш тука имам навика да правам онлайн први разговори, да не им го трошам времето на луѓето, да не прават трошци за превоз и да го скратиме малку процесот. Баш тука во тој момент се прави селекција. Овде се прави првата селекција. Так. И врз основа на тоа со расширени раце ги чекаме луѓето кои што ќе кажат што очекувате од мене, јас да знам после 3 месеци. Тоа е веќе првиот чекор. Да има такви луѓе. Така, да, има, се ретки и тие стануваат многу добри вработени и се дел од тимовите наши. Меѓутоа, баш се овие кандидати, лица кои што треба да си ги земам во предвид и од кои што може да направиме одлични вработени. Така. И тука, извини, уште тоа сакам да го кажам, да ние работиме во мали средини во кои што сите се познаваме и стануваме и пријатели на работното место. Так. Работиме во мали тимови, сите се, комуницираме секојдневно, пиеме кафе, го почнуваме денот заедно, заминуваме на крајот, заедно, повеќе време поминувам на работа отколку дома. И тука е неминовно да се направат другарски односи, но треба да се знае до каде е другарството, каде почна службата. Така, да. За ова има и многу тренинзи. Така, ќе дискутираме само за тоа. уште едно ќе додадам, Марија го почна, таа нова генерација или Z генерација некако тешко го прифаќа моментот дека само натрупаното знаење во меки вештини, во знаење и умење е најголемиот багаж кој што ние си го носиме со себе. Јас многу пати ќе кажам, се што учите за себе. Денека сте во компанија А, утре сте во компанија Б, но знаењето, компетенциите и способностите никој не може да ви ги земе. Ти ако си способен и во Кина да те пратат, ни еден збор да не знаеш кинески, пак ќе се оправиш. Може ќе ти треба повеќе време, ама имаш вештини. Посебно во индустријата која што доаѓам јас од здравството, и текако комуникацијските вештини, мануелните вештини и знаењето и компетенци се многу битни. И секој работодавач ќе те препознае ако ти ги имаш. Така, да. Адвокате, која е твојата перцепција? Дали се во понезавидна ситуација сега работниците или работодавачите? Сега зборуваме пак за помалите, ајде да кажам, помалите компании кои имаат вработени, 10-20 луѓе. Мене ме радува тоа што и Марија кажа, во Македонија се повеќе влегува странски капитал и влегуваат странските навики во работењето на компаниите. Можем да кажем дека и во Струмица има такви компании кои веќе сериозно работат на вработените, сериозно работат на нивна едукација, обука, дообучување, усовршување, и тоа е нешто што
така треба да биде. За мене лично во понезавидна ситуација се работодавачите. Зошто? Затоа што треба работодавачите се тие кои што треба да се навикнат на таа генерација Z, X, Y, не знам како ќе дојде. Затоа што таа е генерација која што доаѓа да работи во наредните 10-15 години, а какви ќе бидат тие што ќе бидат после тие 10-15 години, нека да оставиме ќе разговараме ние на постари години, пак ќе се совераме. Треба да се навикнат работодавачите на новите генерации, на новите теркови. Факт е дека новите генерации не се толку комуникативни како повозрастните, како нас, да кажеме. Дали треба тоа да значи дека треба да бидат попопустливи кон работниците? Не. Проблемот не е толку едноставен. Може да кажем дека проблемот за мене е и системски. Почнува од едно семејство каде децата се учат на навики, на интеракција, на работните обврски што се учат дома. Можеме слободно да кажеме дека најголем дел од нас си ги штедиме децата дома и не им ствараме работни навики. Тоа е нешто што се одразува понатаму кога тоа дете ќе стапи во 18 години, кога ќе треба да работи. Насока дека треба да работи. Продолжуваме со образованието, од основно, средно, па до дали некој ќе продолжи или не. Образованието кај нас е во една незавидна ситуација, лоша ситуација, каде што самите деца, идни работници, добиваат знаење кои реално можеби не одговарат на динамиката на движење на работите, така да работодавачите според мене се тие кои што моментално се наоѓаат во понезавидна ситуација. Можеби пред 10-15 години кога не беше иселувањето толку во експанзија, работниците беа тие што беа во понезавидна ситуација. Сеќавате се платите беа по 9, по 10.000 денари. Да. Сега е ситуацијата обратна. Може би тоа го направи недостатокот на работна сила, нели? Пазарот на труд ги диктира условите за вработување и условите како да се однесува работодавач спрема своите вработени. Тоа е природни закони на миграција и на промени. А има прашање дали работодавачот бара се повеќе и повеќе од вработените. Меѓутоа од дискусијата гледам дека не само што не смеете да барате, туку и да се прилагодувате треба сега. Прво е многу позитивен трендот на влегување на странските компании, затоа што тие имаат многу добро изградени системи на HR, каде што точно се знаат права и обврски и на менеджментот и на работникот. И тие односи се многу добро регулирани. И нас треба да ни бидат тие како учители како треба да се однесуваме. Тука само, извини, само да те коригирам. HR е вклучен во тој дел, меѓутоа постојат цели оддели за процес менеджмент. Да. И во тие процес менеджмент оддели работат луѓе кои што ги развиваат процесите, ги наоѓаат слабите алки, ги подобруваат, прават процедура и врз основа на процедурата се праќа насока за почитување на процедурата. Секој систем има грешки, секој систем има своји багови кои што треба да се прочистат, но во големи компании има цел оддел за процес трансформации, а HR е само тој кој што после заедно со legal departmentот, правниот оддел, треба да ги, доколку некој не ги не ги сработи како што треба, доколку бара кривини, доколку сака да фати некој друг пат, тука е веќе тој кој што треба да помине со пострана. Ајде, ќе си го помнам прашањето, да, извини. Да, ние се надопунуваме идејата за тоа дека треба да учиме од странските компании, затоа што таму се точно процесирани сите работи и е многу лесно да сватиш од каде почнеш и каде завршуваш. И нас тоа ни недостасува. Примерно во една мала компанија таму не се знае кој диктира, кој заработува. И тука е малку проблем. Додека во странските компании точно се знае и тоа што каже Игор, убаво што наблегуваат, ние треба да учиме од нив, за да си го подигнеме нивото. Лично јас можам да направам според затоа што имам клиенти и од приватниот сектор кај нас, кај што 100% е наш капитал, локален или на цела држава, и странска компанија кај што точно има тие правила на однесување и правила на работа, кај што е многу лесно, ти едноставно немаш можност, се адаптираш на нив и тееш.
Иако И не ти тука одговара, можности за едноставно- грешка се Мгм, мгм. минимални, затоа е направен Има тој грешки, процес. меѓутоа се Минимални. минимални, да. Минимални, Да. да. Ама во други аспекти не можеш ни да ги видиш кај се грешките, затоа што А од нема, страна не. да. Да. Ако има хаос во една компанија, нормално е, не се знае кој греши, Па кој што прави. хаосот Па иде, се За жал мислам дека создава. има во голем дел од компаниите, Има посебно хаос. малите, нели? Има Има хаос и така вработените го користат тој хаос. Па да. Тоа зависи сега и од менаџерството, самото Да. менаџерство на работодавачот, како тој ги менаџира. Да, и дали Зависи менаџерите дали е јавен или приватен сектор. Сега Тоа е ние од цело огромна важност. цело време правиме муабет, меѓутоа произлева дека се работниците, сега да не да излезе дека само работниците ги кудиме или ги пегламе. Не, напротив, значи тие си имаат своји права. Меѓутоа многу има разлика дали станува збор за работник во јавен или приватен сектор. така. Тоа е Па ние Тоа некако некако повеќе, не да, знаеш. ние некако повеќе Повеќе е за приватниот сектор затоа што таму има и динамика. Да. Некако во државниот сектор малку правилата се во Па друга читаме насока. на вести, гледаме што Да. се случува. Така да, да. пензионеруваше од вработување во државен Некако сектор. таму, така. ајде, мислам дека можеме да влијаеме таму, во приватниот сектор, еве, нели, Не, со да таа пренесеме намера ја искуство. правам, Да ние пренесеме лицензираме искуство, да. искуства, Не да се разбереме и во државни институции има навистина институции кои што работат, Да. барем контактирам Секоја чест како за адвокат исклучоците. со доста институции, има институции кои навистина работат баш така како што треба да функционира една сериозна компанија, без разлика што се на државна плата. Овде се поставува прашањето раководителот Да, на институција да, или да, претходно да, бил во да. приватен сектор. Многу важно. Многу важно. Предпоставувам Влијанието е. дека има влијание и тоа, меѓутоа и да, тоа е така. Бар во 2-3 институции кај што сум бил, раководителите Од се искуство, да. потекнуваат од приватен Приватен сектор Да, и ги поставуваат работите, како Ги што кажеш пренесуваат. доктор, да бидат динамични, значи да има движење не само од први на први плата да земе, Мгм. да има резултат. Ми се случило, само ако ми се случило Нека, да имам зборувајте си, јас ми си ги чувам прашања. државни компании каде што, да кажеме, во последните 10 години ги обслужуваме ние. И како се менуваат директорите и доколку новиот директор е од приватниот сектор, одма имаш друг тип на комуникација. Мгм. Едноставно На зборуваш на На многу истиот. позитивно, многу позитивно. Така да тоа може би да е и како заклучок да се види дека е убаво на менаџерски позиции во државниот сектор да стават луѓе кои што имаат осет од Така. приватниот сектор. Да. А Затоа се што за бизнес. приватниот сектор е многу специфичен во однос на некои работи. И тука ти се челич. Ако Да. сакаш да бидеш навистина добар професионалец, себе да работиш во Да приватен менаџираш сектор. добро, да. Па да, виса, сите ние сме тргнали од општи работници. Никој не стигнал од клупа директно во менаџер. Значи, менаџерите се градени професионалци. Значи, никој не дошол и те земал од некоде, те стал Тоа е менаџер. така. Ти бидеш менаџер. Значи, да се разбереме, значи, менаџерот се гради и почнуваш од најниското ниво, па стигнуваш до овде, за да можеш да процениш дали тој што е под тебе ги дава потребните резултати. Инаку Да. ти се губиш. Ништо со ова, нели, лайф коучинг сега што имаме и тренинзи дека добар менаџер се раѓа. Не. Прво имам голема разлика, треба да направиме помеѓу менаџер и лидер. Да. Сите стремиме да бидеме лидери. Мгм. Да. Така, затоа што многу е важно да има комуникација со вработените, со тимот на дневна база, за да може тимот да заедно да ги донесуваме одлуките, за да можеме да ги оствариме целите. И да се чувствуваат вработено да. дел од тимот, Така. нели, да не И со тоа Таа на тој припадност. начин преку секојдневна комуникација, нормално дека има теми кои што не може да се комуницираат со секој вработен, меѓутоа со секојдневна комуникација, пренесување на процесите, информации за процеси, пренесување на до кај сме, што сме, како сме, што треба да се работиме, на тој начин се реализираат тие цели и на крајот на тој така се создава одговорноста. Така. Кога мене ќе ми кажат дека имаш уште тоа и тоа треба да сработиш, така ќе сработиме ние, тоа ќе направиме, од тебе очекуваме тоа, ти ќе ни помогнеш. Тука веќе се ствара чувство на Припадност, на во да, тимот, дел сум од тимот, ме препознава тимот и на тој начин можам да ги донесам резултатите. И така се поставуваат уствари системи. Сега. Да. Дали продуктивноста се постигнува со добра работна атмосфера, со добра комуникација или со притисок врз вработене? Во зависност од термините и од роковите. Да. Па, од искуство го кажеш. Па тоа што го почна Марија е градење на еден
тим, кој што тим треба да биде лидер. За некој да биде лидер, значи тимот треба да го подржи, односно тоа е еден процес во кој што сите треба да се вложат за да има резултат. И мене многу ми се бенесува терминот лидер, затоа што лидерот е некако човек на помала група, а таа помала група на луѓе е хомогена и секојдневно успева да ги постигне поставените цели и да даде видлив резултат. Затоа што колку е помал тимот, толку побрзо се постигнуваат резултатите и толку се поголема видливост на самите резултати. Тоа е многу битно. А улогата на лидерот е многу клучна за да се направи таа убава атмосфера, пријатна атмосфера во која што работните задачи нема да тежат, а ќе се постигнуваат. Од правен аспект ме интересира. Сега јас потекнам од професија која што е Ти индивидуална. Си сам работодавач? И ете, може би не би бил јас тој што можам да дадам компетентен одговор на тоа дали значи притисок или не. Сепак мојот ден од сабајле до вечер е константен притисок и со рокови и со се. Меѓутоа самите работодавачи во тој дел треба, ако ние бараме сега од работниците да постигнуваат резултати, треба и самите тие да бидат носители на промените, да се и они едуцираат. И самите работодавачи, доколку некој аспект од работата не ја познават доволно, може да ангажират менаџери. Мене ме радува што во Струмица, еве има многу фирми во гостителскиот сектор каде што собственикот на објектот не е како порано да го знаат сите кој е, што е, па да биде на тука на првата. Си имат менаџери по големите компании во градежниот сектор, исто така менаџери, и тоа е начинот на кој што треба да функционираат работите. Според мене. Да, сега спомена тука дека треба и да се едуцираат нели вработените. Имаме сега една тенденција, доаѓа на работа, работи 6 месеци, 8 месеци, си ги добива потребните компетенции и се заминува. Дали е тоа на штета на компанијата, претпоставувам? Апсолутно. И сега од правен аспект те прашам, знам дека низ Европа има договори се потпишуваат дека ако те пратам на едукација, ти остануваш кај нас, не знам, 4-5 години на работа. Колку е тоа коректно и колку се практикува тоа кај нас? Затоа што нели се прави штета на компанијата. Договорите за работа се склучуваат помеѓу работодавач и работник. И во тие договори се определуваат и правата и обврските. Сега, ако тоа не е договорено со договорот, сега да бидеме најасно. Кај нас обично се терковите на договорот кои што се носат во агенцијата исти. 95% од договорите се тие. Меѓутоа, тоа треба да биде малце, според мене, пообсежен договор во кој ќе бидат регулирани и правата и обврските, каде ќе биде опфатено и тоа што со едукацијата. Ако работодавачот, например, инвестира во работникот, во негова едукација, нормално е да очекува дека одреден период, дали 2, 3 или 4 години, тој да остане кај него. Меѓутоа, па не може да го ограничува доколку тој реши да си замине, да си замине. Ако реши да замине, да плаќа пенали. Тоа е Јас можам да кажам практично искуство од кај нас, бидејќи во нашата компанија има една плејада на тренинзи, на едукации, на платформи на кои што секојдневно секој од нас може да пристапи и да учи, и тоа се бесплатни курсеви. Бесплатни обуки. Имаме агенција од странство. Тоа го обезбедува вашата компанија. Нашата компанија го обезбедува, има онлайн платформа на која што има поставени обуки, и туторијали, и цели курсеви, и секој кој што сака да се надогради, може да се надогради. Меѓутоа има и тренинзи кои што се платени малку со повеќе пари, и тие тренинзи си имат рокови поставено, доколку јас поминам таков и таков тренинг, кој што мојата компанија го обезбедила за мене и платила толку и толку пари, определено време, доколку не сум одлучам да го напуштам работното место, треба да го платам сумата на тренинг. И тоа е јасно кажано. Коректно, нели? Тоа е коректно. И јасно кажано кога ќе потпишам дека се согласувам. И со самото тоа се јасно кажано. Да те надополнам само и во тој дел сакав да кажам дека и во самите договори за вработување постои еден посебен вид на договор, менаџерски договор. Претпоставам дека Марија има тако. Каде што
истата така како работник по завршувањето на нејзиниот работа, се зависи и како е завршен тој работа. Не смее да работи во конкурентска фирма. И тоа е нешто нормално, тоа е нешто што така треба и да биде. Тоа е заштита на индустријска заштита, собственост, да, заштита на самиот, тој вложува во работникот. Работникот се гради. По 3-6 месеци еден газда може да види дали тој работник ќе функционира кај него. Так. Од првиот ден сигурно дека нема да може. Може би тој што првиот ден барал кога ќе оди на одмор и колку ќе му биде плата, после 6-тиот месец ќе биде еден од подобрите работници. Значи тоа е процес на градење на еден работник, на една лојалност, тоа е период на растење на самиот работник. Е сега нормално дека и работодавачот треба да биде заштитен и мора да биде заштитен. За жал работниците се во моментот колку што јас знам, тие кои што ги диктираат условите, диктираат условите, гледаме, не се потпишуваат договори со некакви заштитни клаузули, едноставно за да може да го вработи, да го привлече. И си комбинираат. 2 месеци работи во овој угостителски објект, например, потоа работи во друг. Мислам, ги гледам. Знаеш како уште кога ќе видиш CV во кој што има во краток период направено многу промени, тоа веќе е прв знак за еден кандидат за регрутација. Добар или лош? Не, негативен. никако. Тоа е многу негативен. Да се надовезам дека посебно во здравството е многу изразен делот на потпишување на договори за дообуки. Значи тоа е пракса години уназад. Тука постои еден унифициран договор во кој што има правила колку време трае обуката и колку кошта таа обука и колку работникот има време на одработување за работодавачот после поврзаната обука. Тоа што го споменавте, 2 години, 3 години, тоа е не знам во другите индустрии како, во здравството е многу изразено, тоа години назад. Значи не е од сега. Така да и сметам дека тоа треба да продолжи така, затоа што работодавачот што ми инвестира во вас, тој очекува финансиски бенефит. Не зборам секој за пари. Зборам за состојање на компанијата, за зголемување на нејзиниот промет, за зголемување на нејзиниот авторитет. Така, се гради бренд компанијата со тоа. Така да тоа мора да остане со договори и не сметам дека тие треба да се тргнат. Напротив, дават еден убава релација меѓу работник и работодавач. Сега многу пати сме биле во ситуација да можеме да попуштиме се инвестира во некој работник за да не влегуваш во конфликтни ситуации, па тој договор или не се потпишува или се правиш дека го нема, ама едноставно пак ќе кажам да не биде тоа пракса, да бидат исклучоци и тоа што некој ти овозможил дадена обука да не биде злоупотребено од работникот. Или ако ништо друго, барам да се исполнат условите за навремено раскинување на договор, така. И според клаузулите. Си викнете адвокат, Така е така. Да не стигнеме до адвокат, да можеме мора да работи нешто. Да. Да се разбереме. Да се разбереме вака. Кога сме кај работодавачите. И кај нас кога ќе каже убаво да имате клиенти, тоа значи да има болни луѓе, ама малку е невкусно на адвокат и на доктор дека ајде па со лесно, нели, да ви тече работата. Добро, за нас тоа се професии, така да. Адвокатите само парите ги земат, докторите некој пат здравјето погреша така. Ајде малку да се обрнеме на кај работниците, каже адвокатот, да не е само ги кудиме. Ама ние никаде не ги покудивме работници. Така произлегува. Да, ние само Каде е границата помеѓу посветен работник и сега нели актуелно што кажуваат burnout работник? Се препознава ли тоа? Помеѓу посветен и burnout. Од менаџерски аспект да видиме. Па тука има огромна разлика, бидејќи посветен работник е едно нешто, а burnout е сосема нешто друго. Посветените работници си ги завршуваат работните обврски, си ги завршуваат работните задачи, се одлични тимски играчи и се работници кои што можат многу лесно да преминат на следни левели. Многу лесно од нив се создаваат менаџери, многу лесно од нив се создаваат професионалци кои што можат да променат и дури оддел во компанијата. Имаме интерни огласи на кои што ние сме компанија од некои 1000 луѓе, во кои што во секој момент
тоа важи и за сите други големи компании, човек кој што има развиени компетенции, кој што е веќе се е посветен на работата, е препознаен од тимот, од раководниот тим, секогаш викам од високиот тим горе. Так. И се прати неговиот, се прават евалуации, се прават точни, се има точни чекори во евалуација на работен учинок на еден вработен во компаниите, посебно кај нас во странските компании. Врз основа на тие евалуации, врз основа на тие годишни оценки, се прават промени на работни позиции, се создаваат таленти, се создаваат хај перформери, кои што утре можат да преминат на раководни позиции, да преземат цели оддели, да создадат своји тимови. Тоа го прават правиме. посветен на работник. Така, а кога зборуваме за бърнаут може да доживее секој. Тоа докторот подоцна ќе. Бърнаут можем да... Здрасте, И јас секој. на моите 23 години веќе работно искуство во Безброј пати си била бърнаут. Како? Безброј пати. Многу пати сум била во бърнаут фаза. Многу е важно Тоа да имаш... тоа само Тоа фаза се може фази, да биде. да, Добро. многу е важно да имаш баланс, да си го најдеш својот баланс, да си го најдеш својот мир и да сватиш дека тоа што го кажеш на почетокот, сите сме вработени во компаниите и сите имаме одговорност према компаниите. Мора да најдеме баланс помеѓу приватниот живот, помеѓу професионалниот живот, да најдеме начини за издувување на негативната енергија, има безброј курсеви и обуки и тие лайф коуч тренинзи. Бърнаут фазата е фаза на која што никој не се препорачува од нас, меѓутоа секој во еден момент од нас ја има поминато. Докторе? Вака, Доаѓаат значи, кај вас? јас ќе одговорам или ќе дадам... Можем и да те преформулирам прашање, што најмногу го нарушува Доктор. здравието на вработените. Дали Ама физичкиот напор или психолошкиот стрес? Првичното прашање помислебен би се, Добро, затоа што... другиот ќе го чуваме од адвокатски аспект, пак, ајде. Не, ќе ги одговорам двете, но ајде, Нека вака, биде значи, докторски. За бърнаут. што значи посветен работник? И зошто го врзуваш со бърнаут? Значи, посветниот работник, значи работник со квалитет во извршувањето на работата, со соодветни компетенции. Тој многу потешко ќе стигне до бърнаут, Ќе ти кажам подоцна зошто одговорим. до бърнаут, отколку некој кој што нема соодветни компетенции, а сака да се префорсира и тој тврди дека е во бърнаут. влегува во бърнаут. Бърнаут е една патолошка состојба, значи, за да го разбереме, тоа значи ние можеме да разгледаме кривата на работоспособноста. Работоспособноста е еден процес кој што почнува со нашето будење и заминувањето на работа, настанувањето на умората како нормален физиолошки процес после 8 часов работен ден и преумората како патолошки процес на непревенирана умора. Значи, има точно како се самите фази и каде ти треба да застанеш да не дојде до бърнаут. Таква едукација сега. треба на вработените во компаниите. Зависи Прво и основно, Доктор, зборуваме за приватен или јавен сектор, прашува. Вака, значи, Прашање има. бърнаутот го има и во едниот и во другиот. Бърнаут може да биде провоциран од самиот менаџерски тим, односно давање преголеми обврски без да се размислува или да имаш представа дали работникот може да ги исполни, а тој затоа што е зависен од таа работа може да ги исполни, тука ќе настане. Или може и одличен аспект, тоа што го спомна Марија, точно да знаеш кога треба да застанеш. Знаеш зошто го поврзувам посветен работник и бърнаут? Многу често знаеме да кажеме, нели, работник кој ги извршува сите работи, послушен, одговорен, како што кажем, му се наметнуваат се повеќе и повеќе обврски, тој не негира, ги завршува и тука доаѓа фазата, претпоставуваме кај така, не? Да. Тоа е веќе наметната фаза во која што ги дојде до бърнаут, но може би и тој сам да си наметне темпо за да каже сакам и јас да бидам како Марија, ама да кажеме 15 години има помалку работно искуство, сега тој се префорсирува и тој исто ќе стигне до бърнаут, ама тој бърнаут ти сам си го предизвикуваш, не предизвикува самата компанија. Односно, твојата амбиција доведува до тој бърнаут.
Затоа ја објаснив таа кривата на работоспособноста, каде што точно се знае кога и што се случува. Таму, да кажем, имаме две фази. Имате фаза на вработување, кој што е во првите саат и пол, кој што фаза после првата голема пауза е многу скратена. Односно, твоите компетенции за дадената работа ти дават и многу брзо да се вработиш и да влезеш во процес на работа. Затоа што човекот не е машина. Во машината стиснеш копче, дава производ. Човекот има фаза на вработување, односно на загревање, на влегување во прва, втора, трета фаза, кои што фази имаат различна продуктивност. Од тука зависи колку си ти компетентен, какви вештини имаш, на која позиција си, каква мотивација имаш. Това е цела наука. Да. И е цела наука и затоа Трудова постојат медицина. специјални пак тренинзи. Така. И бърнаут фазата е фаза која што не треба никој од нас да ја доживее и доколку на секој може да му се случи, посебно на посветените работници, затоа веќе го сваќам прашањето зошто е така поставено. Затоа што има типови на типизации на вработени кои што баш од таа причина ќе сработам, нека ќе сработам, не ме откажам, ќе сработам. И тука веќе внатрешниот мир е нешто кое што не ти и личноста како карактер не ти дозволува да кажеш не можам. А внатре во себе гориш, нели? И затоа многу е важно да најдеш баланс, да најдеш издувни вентили и да сватиш дека не едноставно сработи работата за денес, утре продолжуваме на следното. Мислам дека големо влијание има и тим лидерот кој што треба да го препознае тоа. Односно, многу малку се зборува за професионалната психологија. Односно да процениш кој колку може да сработи со каков квалитет без да настанат патолошки процеси. Тука е многу битно. А тоа е една од улогата на тим лидерите, на менаџерите. Значи, многу пати јас знам да спомнам, менаџерот не е човек кој што седи во огромна фотелија. Тој е човек кој што го знае процесот од почеток до крај и во секој момент знае да процени каде може да настанат патолошки процеси, а каде не и каде вработениот е најпродуктивен. Са можеби тоа звучи многу теоретски, но навистина има компании кај што ќе го видиш видливо самиот процес. Има австралска компанија кај што целиот административен оддел ги натера да влезат во производство и да бидат под 5 дена во производство и ко прашав што ви е идејата? Да сватат луѓето од администрација каква тежина носи производството. Затоа што тоа е врзан синџир. Ниту можеш без администрација, ниту можеш без производство. Но ти многу потешко луѓето од производство ќе сватат ја тежината на администрација, ама администрација мора да свати тежината на производство. Ако не излезе продукт, администрацијата не може да го продаде. Или не може да го процесира. Еден врзан процес е целата компанија фактички. И кога ќе настане конфликт помеѓу работник и работодавач, одиме на адвокат. Така. Најчесто кои се причините за отказ? Па тие може да бидат и се различни. Најчесто дали имаш случај работник доаѓа и кажа не можам веќе да работам во оваа компанија, морам да дадам отказ? Па има. Меѓутоа се ретки, искрено. Најчесто отказите се дават, и тоа е нормално и логично, од страна на работодавачот. Причините за отказ може да бидат различни, најчесто се заради неисполнување на работните задачи. Причина може да биде и непојавување на работа. Доста често се случува, воопшто не се ни јавуваат дека нема да дојде на работа, не доаѓа, па го чекат по 5-6 дена, па му се јавуваат дали ќе дојде, бидејќи нема работници. Тоа е. Буквално молење, и тоа е така. Работодавачите се тие кои што проценуваат дали треба да... Јас верувам дека нити давањето на отказ кај еден работодач не е лесен процес. Тоа ми беше другото прашање. Дали отказот е неуспех и за двете страни? Да. Еден отказ. Можеби за мене е неуспех и на двете страни, меѓутоа отказот
тежината на отказот е секој пат, ако го дава работодавачот, кај работникот. Работникот не е тој кој што не ги исполнил очекувањата на работодавачот и тоа е тоа. Тука ќе надополнам дека постои спогодбено прекинување на работниот однос, нели од двете страни кога се спогодуваме дека едноставно поради X причини ќе се прекине тој работен однос, но прашањето во кога работодавачот го дава отказот е многу непријатна и неубава ситуација за сите. Посебно во моментот затоа што пред да дадеш на некој отказ, прво поминува фази на давање опомени, давање насоки, па повторување. Значи тоа не е толку лесен процес. Јас денеска тебе ќе решам да ти го прекинам договорот за вработување и ти дадам отказ. Тоа во вашата компанија. Генерално тоа за законски е така, тоа значи се законски норми за гарантирани Да. права на работниците, каде што освен одредени таксативно наброени причини кога и без отказ се дава, без отказен рок се завршува работниот однос, најчесто тоа е да работодавачот мора да му даде опомена, да го толерира уште некои дополнителни 30 дена, да бара подобрување. Да бара За мене лично тоа не е во ред од аспект на работодавач кој бара резултати. Сега ако некој да каже Тоа го диктира самиот процес, тој процес го диктира договорот на неопределено време. Договор на определено време, кога ќе заврши, правиме евалуација и гледаме дали сме задоволни од вработениот, дали ќе дадеме нов договор и така натаму. Меѓутоа, кај договорите на неопределено време е од голема важност да се почитуваат законските норми, затоа што пак ќе повторам, и ние сме вработени. Закон колективен договор мора да се почитува, тоа е тоа, да, спрема вработените, некој спрема нас ќе така, се desува така. И мора да се има една целосна процедура, јасно кажана, што е следното, како е следното, ќе се поправиме, нема да се поправиме, дали нанел вработениот штета на компанијата. Законите се динамичен процес, значи тие трпат менување. Денешниот закон за работни односи кој што е на сила е донесен, не знам, многу одамна, повеќе од 10 години, да. Колективните договори исто така ги регулираат правата на работниците, но и обврските на работниците, да се разбереме. Верувам дека во скора иднина ќе се случи нов закон за работни односи, каде што динамиката на работите ќе ги регулира и законските одредби, каде што ќе бидат заштитени и работодавачите на исто ниво како што се сега заштитени и работниците. Меѓутоа, во моментот отказот според мене е последната и најтешка одлука кој што еден работодач може да ја донесе. Вие решавате не само за работен однос, вие можеби решавате за финансиска екзистенција на едно семејство. Јас верувам дека не е лесно на еден работодач да каже толку е, отпуштен си. Меѓутоа, тоа е тоа. Процесот на како развод на брак на отказ, да. Зависи колку години е стресен за двете страни и сметам дека двете страни се губитници, затоа што штом две страни не се успеале да ги исправат односите и стигнале до отказ, е стрес. Сега, многу е различно кој како го доживува, тоест како го доживува работникот, како го доживува работодавачот. Марија и Игор спомна повеќе за отказ од работодавачот. Јас би спомнал малку и за отказ од работникот. Тука имам едно искуство во кое што посебно помладите генерации немаат никакво чувство на одговорност. Значи, доаѓа ти дава отказ од утре, не доаѓа или не се ни јавува, без да размислува каква штета нанесува. Најмногу, први основа, на тој со кој што работи, на тимот, на неговите колики што до претходниот ден. Адаптација. Не се прашува, јас кога денеска нема да се појавам на работа. Кој ќе работи? Дали мојата колешка или колега нема да треба да сработи и мојата, дали таа ќе издржи? Дали таа ќе треба да остане повеќе време, дали незиното семејство ќе страда? Да, тоа ќе го плати работодавачот. Ама работникот кој што вие му наложувате дека мора да се заврши работата, му предизвикувате стрес. И сите тие психолошки состојби оставаат последици. И можеме да внимаваме, односно можеме да имаме одговорност кон себе, тоа што го спомна Игор, кон фамилијата и кога даваме ние отказ,
ние ќе дадеме отказ, ама од кај знаеме дека ќе одиме на ново работно место, дека таа компанија ќе ти исплати таков личен доход како што ти очекуваш, затоа што ти си веќе тука имаш една сигурност на добивање на финанси. Дали се повеќе или помалку, тие ти се сигурни и не ти пресуинуваат платата е единствен стрес. фактор да се замине, да. Не, јас не зборам за плата, зборам дека ти имаш една сигурност на финанси, 5 се, ама ти ги знаеш од тие 5 ги имаш. Ти кога ќе напуштиш, ти не знаеш дали следниот месец ќе можеш да земеш 5. Так. И тука, затоа кажам, значи, давањето на отказ од страна на работникот и работодавачот става стрес и кај едната страна и кај другата страна. Кај работникот затоа што не зна дали пак ќе најде работа или ако е нашол, дали таа работа ќе ги исполни неговите очекувања, кај работодавачот дали ќе најде соодветна замена, дали таа ќе биде подобра или полоша. Так, а што е со мит е тоа дека секој е заменлив? Така е. Нели? Во пракса, нека си оди. Отказот може да биде затвараш една врата, ќе ти се отвори нова. Или Тоа како значи и викат, за без секој се може, а со секој не се може. Секој е заменлив, така да јас верувам дека секој можеби ќе најде работодавачот и подобар работа. Можеби работникот ќе најде подобар работодач. Значи држи тоа. Не треба по секоја цена да се остане на работно место кое не ти одговара. Апсолутно не. Па мислам дека треба да има диалог и треба да има разговарање и мислам дека на луѓето заборавија да разговараат. Јас навистина сакам луѓето да почнат да размислуваат, да разговараат и да дојдат да го споделат даден проблем. Најчесто се случува отказ од лични причини. Добро. Кои се тие лични? Не ти се свиѓа колешката, не ти се свиѓа столот на кој што седиш, компјутерот на кој што работиш, клиентите не ти се свиѓаат. Не може да нема причина. Заради тоа се прават излезни интервјуа. Излезни интервјуа, да. Кога нешто си оди? Да. Се разговара, тука се веќе вклучува HR тимот. На интервју за да се прави излезно интервју кога заминувам од работа. Ако сте уште во добри односи. Не се важни односите. Само се може и да не се појави? Може и да не се појави, може и да не се во добри односи. Така, на личен избор е. Меѓутоа има и постапка на излезно интервју. Во тоа излезно интервју се прави, се собира фидбек. Така. Од страна на вработениот, кои се причините, какви се причините, што се причините, за да може после да се направи едно профилирање, да се види тоа е да за анализа на компанијата. Да. Кратки прашања. Само кратко, тоа е многу важно за да може и самата компанија, односно во името на работодавачот, да се направи евалуација дали пак некаде не направил пропуст самиот работодавачот, што се случува да направи пропуст и работодавачот. Не сме идеални сите. Сите грешиме, да. Но тоа е убаво, да кажеме јас кога правам интервју, пробувам да добијам информација зошто работникот напуштил дадено работно место, без разлика дали е било во здравството или во сосем некој. Како тоа влие? Да, сега многу често нели на интервјуата или луѓето се затворени, не сакаат да зборуваат. Зошто напушти од претходната работа? Имам јас друга слика кај мене, кој ќе секогаш интервјуто го водам заедно со HR агент, значи секогаш присуствува HR агент од одделот за човечки ресурси, кој што е регрутер, специализиран регрутер за нови вработувања, и доколку го разгледуваме CV-то заедно, нели поминуваме преку последното вработување и обавезно поставуваме прашање зошто ако сака да сподели информација. Бидејќи тоа е нешто што не мора да го каже. Овде веќе пак се прави селекција на кандидати, кој ќе почне да дискутираат, ама тимот, ама колегите, ама тоа не ми беше погодено, ама така не ми беше погодено. Никогаш не е крив процесот, никогаш не е крив системот, секогаш е виновен или некој колега или колешка, или менаџерот не ме сакаше, што не мора да значи дека не го сака. Зошто треба да го сака? Ние не сме тука за сакање, тука за работа. Не можев да најде малите средини, не или во мали компании. Да, тоа ама баш тоа е тука е првото прашање на почетокот, конфликтот и пријателскиот однос, така да во зависност од типот на кандидатот, тука го гледаш и првиот си правиш една слика, општа слика за карактерот на вработениот. Затоа постојат и тестови.
Така да. HR-ски тестови се тие во кои што ги Значи, решаваат на Да брзина. му биде страв да оде на интервју за работа од вас. Не, Не, тоа не го напротив, виш. Со Пет тоа минути треба. Може тоа ли со што адвокат Марија да се го- оде? Обовезно. да, па поубаво да оди со Со адвокат, адвокат но на интервју. Не знаеш што да м, што да одговорам. Вака, тоа што Марија го представува, мене ми е многу голем кеф и на бистина уживам во тоа што го слушам, не затоа што тоа е едно многу високо ниво на Само да ви кажам дека селекција. тоа никој не го Компанија, за чувствува од надвор. Ние си го знаеме, Да, кандидатот но него не затоа си чувствува ти тоа. тука за да Тоа е може веќе да го искуство, да. Меѓутоа, да го убаво искуство кое треба нели да се слуша, убаво кажавме и работодавачите на помали компании можат да применат Па може такви да. практики. Може. Па За на нивно Запад има добро. цели агенции кои што го прават тоа, За за да нивно значи, добро е тоа. видите се вака, ние Сигурно зависи од големината. да. Точно. Ние Тоа треба е уште дека- многу да растеме во делот на работни односи и во делот на законска регулатива и во делот на регрутација на кадар и самите кандидати во изготвување на CV, затоа што има толку лоши CV-а, кои што толку фекасни кандидати. Епа, Законската За- регулатива е добра, одлична. Значи ние немаме некои закони кои што се разликуваат, да кажеме, од Австрија, Хрватска. Компетабилни се, исти се. ЕУ. Меѓутоа, според мене треба повеќе едукација. На Да. самите работници, повеќе едукација за самата работа. Самиот закон предвидува пробна работа. Тоа не е ништо ново. Значи ти можеш да дојдеш, Да. да бидеш на проба, мгм, доколку не ми се допаѓаш или не ти се допаѓа, чао, пријатно. го Ајде да го применуваат користиме тоа компаниите. терминот не соодветно, оти некако допаѓање ми е малку Добро, термин кој што е или нема Дали да ќе се се пронајде? снајдеш, нема Не, да се дали- пронајдеш Дали во двете таа. страни ќе се пронајдат? Дали Мене ќе ме се пронајдеш, интересира да. дали тоа компаниите го практикуваат. Еве, јас Одредени ќе кажам големи да. компании, да. Големи Па компании, големите да. компании, Првото Па- вработување се секогаш на определено време. да. Првите вработувања се Секој. секогаш се на определено време. 3-6 месеци. Има можност да дадеме Или на 1, месец, на 2, на да. 3, на 6 месеци, со тоа што секогаш пред да го кликнам, бидејќи кај нас е малку дигитален процесот, пред да го кликнам следниот договор, правам евалуација. Имам точки, чеклисти, врз основа на кои што правиме заедно со непосредниот менаџер, оценуваме однесување, гледаме дали има место за развој, гледаме дали вработениот е задоволен, го прашуваме дали е задоволен, дали сака да продолжи понатаму, бидејќи едноставно некои луѓе не се принаоѓаат. А тоа законот го дозволува. Го дозволува. Дозволи, да. па сега, тоа е работа Договори која на што нас определено време, работодавачите го иницираат. Затоа велам малце повеќе образование на самите луѓе и на самите работодавачи, нели? Да луѓето се запознаат кои им се правата, зошто не, например, некој работник да дојде да самиот да сакам да работам, меѓутоа Да пробам. сакам прво пробен договор да. Си го има тоа Не право мора- и може да, да си го да. Има побара, има вработени, има кандидати за работа кои што велат дека да ќе пробам да видам дали ќе се пронајдам, но е многу мал процентот. Не ги знаат тие. Може би се Поголем дел не ги неедуцирани. знаат тие работи. Може би ето законските ние права. како регрутери треба да им го Не, дадеме тоа го како кажуваме обавезно на почетокот на интервјуто, со кое што ги посочуваме бенефитите кои што ќе ги добијат од кај нас и кажуваме Така. што ќе дадеме ние. така. Во приватниот сектор е така. Да, обавезно морам да го кажам тоа Затоа на сите интервју. бегат Да. на Држава. држава, каде што е одма неопределено. Одма имаш договор. Да. И Па најчесто си да. спиеш мирно, немаш гаѓа. А, Пензија. Да. И Јас ќе сум бидеш имал- вечни, Самото како вработување беше е вечни пензија, млад, да, така. млади асистент. Цел живот ќе бидеш. Имав и ти ужин. Имам и кратки прашања, ама нека. во минатата година 2025 имав многу интересен случај. Дојде на разговор особа кој што е врвен професионалец во незината дејност. Како? Има искуство, работно Дојде, искуство? има или? искуство, има компетенции, дојде на пробно една недела, прекрасно се покажа. Доаѓа по 7 месеци, вика, јас не можам да работам. Јас останав во прешалници. На човек кој што си ја исполнува безпрекојно работата. Сите колеги задоволни, таа си оди. Вика, едноставно фирмената политика не можам да ја пратам. И е за пофалба. Да. Едноставно Коректно. таа ја извршува работа, Мгм. но таа не се пронаѓа. Не е нејзина средината. Можеме и тоа да сватиме дека може и таква ситуација да имаме. Ето, мене прв пат ми се случи. Мгм. А ми се случи многу интересно, ми се јавува една вработена и ми вели, сакам да разговарам. Добро, доаѓа.
давам отказ на викам, добра причината. Лично. Веќе 2 месеци колегите не ме дожат за кафе. Викам, сериозна ли си? Да. 2 месеци колегите не ме дожат за кафе. Си отиде? Си отиде и јас останав во прашалници, денес сум во прашалници. Во нашето општество кафе културата е битен Битен е да ме Битен така да оправдана дури и причина причина за за отказ. отказ, да. Така да Следно шаенолики се Имаме видено се и Имаме. сешто. Да, Да. имам Ама да не јас почнуваме со еден практични роднина ми примери. вика вака. Леле, колку време сум на земјата, се што имам видено. Да, се што имам Да. видено. Вака, Ајде. работните односи се многу динамична процес во една компанија и можам да кажам дека и многу малку се едуцирани вработените, тоа што го кажува Игор, Да, Игор. мора самите да се едуцираат, тоест да се интересираат за правата и обврските. Так. А не само да дојдат да прашат колку е платата и Да, свршена затоа е што работата. договорот за работа вика работник е работодавач. Значи ти имаш права и обврски и едниот и другиот. И треба малку повеќе да се интересира за тоа. Ќе се одат кај адвокат, ќе го донесат договорот, ќе биде адвокатот, тоа е. Да. Или пред да започне со работа, нели? апсолутно, Пред Него да, се имаме подпише унифицирани договори и договорите може да претрпат Па тоа промен. што го кажа, значи во Да. бирото 90 сигурно 90-95% се овие исти договор со големи букви. Копито. Да. Јас Копи. верувам дека и Едно време голем- беа на обраци од Исто, вака од книжара ги Да. купувавме. така е. па копии, нели? Пишуваш по другата страна Да, со индиго, да. И верувам дека голем процент од работниците не си ги читаат договорите. Тоа е Сега проблем. тука веќе Никој од нас не Правникот, чита никакви да. договори, Да. така да телефон кој ќе отидеш да купиш во јас не верувам дека Тие Па во- ситните од букви, 1000 поле, еве може би еден да седне дома да прочита ово, да продискутира со супругата Да. каков телефон купили и што претплата Што зема. потпишал? Така да Добро, се Игор, Ама тука колку имаме е еден проблем? момент на доверба на клиентот према давателот на услуги. Ама чекајте, друга И- тема. Таа друга тема. Да. Другата за недела договор пак за ќе работни дојде. односи, Не, договор кој што треба да учествуваат и двете страни. Така. Сега Кога ги вашиот прочитаат? договор е типски договор, ти го дават, претплатата е таа, нели, сега да не ги Не, нешеме тоа Тоа се работите. веќе работите. две различни. Договорот за вработување треба да е договор во кој што учествуваат двете страни. Мгм. Така. Не треба да е унифициран образец, еве тоа е ако сакаш потпиши, ако сакаш не. Значи и ти како работник апсолутно треба да кажеш кои се твоите очекувања од еден. Да, ето, за тоа зборуваме постојано, ама да ги знаеш Дали е право. тоа, дали Тука ќе е се моментот, договориш да. плюс заплата, плюс за не знам. Ама, види се, Кратките троши, ќе почека. Да, законодавецот си ги предвидел убаво некои работи, ама некако не постои таа комуникација, работодавачот дава предлог, договор, па ти го разгледуваш, даваш свое размислување. И тоа е баш тоа што го спомна ти мене, дека ние не сме доволно едуцирани во делот на работни односи. Па тој не знае што да ти врати. Дај бе да потпишам и чао пријатно. Па, И после произлегуваат проблеми. Така. Тоа го зборуваме цело време. Едукација дефинитивно ни е потребна. И Имаме- едукација и склучување на таков тип на анекс договори каде што ќе се прецизираат некои работи и ќе се читаат да И се нека знае се што. упатат на кај адвокатот, пак ќе кажам. Нека се упатат на кај После адвокатот, нема ова проблем. емисија ќе имаш ќе имаш работа. Ќе видиме, После ќе ова ти кажам, емисија. ќе кажам. Ќе има јавување. Ќе има Ти се фидбек. молам Ќе има за пред сите. договор, анекс на договорот, ќе има за сите. Кратки прашања. Конечно, Ајде. на ред дојда. 3 прашања. Ајде. Прво за менаџерката. Пода. Пода. Под Б. Под Б. Вработен постојано доцни на работа, но е одличен работник. Што би направил? Кога станува збор за тимови, во кои што си имат Без дипломатски Не, одговор. не, не. Сум имала такви искуства. Одлични вработени, одлични перформери, меѓутоа си имат навика да си доцнат секој ден. Се опоменуваме секојдневно, со тоа што веќе после третата опомена, усна, имаме писмена опомена. Писмената опомена е преку имейл комуникација. Не сме стасале до таа имейл комуникација, сепак станува збор за луѓе кои што се посветени на работата, но имат една мала мана да каснат наутро, посебно наутро. Вработените треба, секој може да задоцне, но тоа не треба да се повторува, Мгм. затоа што го руши интегритетот на тимот. Ако доцнам јас и мене
никој не ме упоменува, тогаш ќе почне и Ѓорги да доцне, ќе почне и Игор да доцне и веќе тука пропаѓа системот. Затоа помената прво треба да биде усна, се еднаш, два пати, доколку не функционира, се има оддели, се има дисциплински, на кои што мораме да се држиме до тие насоки, за да можеме да го зачуваме тимот и да ги почитуваме сите останати. Така. Значи не по секоја цена Не по да секоја остане, цена, не. да остане. Не. Толеранција работен. мора да Никако. има се. Да, на секој може да му се случи, но да не се повторува. Во овој мањак на вработени мора да вработодавачите мора да ги толерираат тие Да, мора работи. да има тоа. Се ако платата касни 5 дена ќе трпи овој да работникот да му касни 5-10 минути, тоа не е ли се? Аха, Али најчесто се тоа не треба да случува, дојде нели, до во- недоглед, така што Да, Мора заради да има- почитување на колегите. Така. Тоа е најважно. Ѓорги, имаш вработен кој го гледаш, нели, еве ти си специјалист по медицина на труд. Добро. Постојано е под притисок, под стрес, не зборува за тоа. Од друга страна гледаш дека е одличен работник. Од аспект Како би постапил? на делот тимот на работодавач или од аспект на специјалист по трудова Како медицина? работодавач, ама нели во позадина си го имаш и Не и мора тоа или едното искуство. или другото, затоа што се две Како различни. работодавач. Значи, да, можеме да Ако значи гледаш дека е од постојано. гледна аспект на медицина на труд, значи за јас тоа да го видам, треба самата компанија да ми дозволи пристап до самите вработени. Кој што во големите компании има таква пракса да се ангажираат специјалисти по медицина на труд во определен период да поминуваат низ процесот и да го следат работникот и доколку се увидат такви промени и се види дека работникот без дека или психолошки или физички оптеретуван има, така. да даде препорака како тоа да се надмина. Тоа е од гледен аспект на медицина на труд. Во однос на како работодавач, и обврската е многу поголема, затоа што ако ти не го увидеш дека самиот работник настануваат патолошки промени кај него, тоа по неговото однесување, по неговиот однос кон работата, тогаш губи и компанијата, губи и самиот работник. Тоа е веќе искуството на менаџерот и на собственикот, дали може да ги увиде тие патолошки промени кои што настане кај И самиот секако мора работник. да се реагира на тоа. А реакција мора да има. Да, така. Не постои толеранција да нема реакција. Значи мора да има реакција и секоја реакција треба работникот да ја свати добронамерно и со диалог да се надминат Така. тие, затоа што можеби тој несвесно се довел до тие патолошки промени Така, кои што така. настануваат. Без дека дали здравствени, емоционални. И за адвокатот. Што е поголем мит? Дека нема добри работници или нема добри работодавачи во последно време? па не знам. Јас бидејќи индивидуална професија сум, Но искуството, нели, сега имате. искуството повеќе ги застапуваме работодавачите. Сметам дека сепак тоа е само мит. Има и добри работодавачи, има и одлични работодавачи, има и одлични работници, има и добри работници. Меѓутоа, за жал, има и исклучоци. Значи, има и лоши, има за како и секаде. Зависи од многу фактори. Меѓутоа, мит, мислам дека не е мит. Има ги и такви, и такви. Так. Ќе побарам од вас и завршно да ми кажете, пред да ви дадам поклони, нели, секако тука се нашите спонзори, што е оно што работникот треба подобро да го разбере во однос на овој, нели, партнерски однос што сакаме да го наметнеме, нели, во ова современо општество? Ѓорги? Што треба работникот да разбере? Работникот треба да разбере вака, дека со самото вработување добива права и обврски, кои што права и обврски треба да бидат 50-50 застапени, за да процесот на останок во таа компанија, негово, биде колку што може подолг и самиот работодавач да види бенефит од тој работник и да може да компанијата оди напред. Затоа е тој партнерски однос. Тоест, работникот и работодавачот се една непрекината нишка на поврзување, каде што само доколку имаат партнерски однос, успехот е загарантиран. Така. Марија,
Кажи ми за крај кратко и со оглед и нели на оваа долга дискусија која се имаме и твоето искуство. Што те научија работниците во ова колку години кажа работно Многу. искуство? Многу. Тоа е педливост. Едно полнолетство. Што научи како менаџер на компанија? Треба да сакам сите да знаат дека и тоа што го кажав на почетокот, менаџерите се вработени, менаџерите се работници кои што одговараат пред управниот одбор, пред CEO-то и пред одборот на директори, дека сите имаме лоши денови, дека сме сите луѓе од крв и месо. Да. Секој греши, меѓутоа многу е важна секојдневната комуникација, отворена комуникација, многу е важно да слушаме, но и да не слушаат. Тоа е нешто на кое што треба сите да работиме, да имаме една деловна култура, деловната култура и етика да ни биде подигната на ниво во кое што, како што спомна и Ѓорги, мораме да ги испочитуваме работните насоки, мораме да ги дадеме нашите сите действија за да можеме да ги исполниме тие насоки и секој од нас да разбере дека секој оди на работа затоа што сака. Так, Не затоа што мора. Доколку некаде не ми е убаво и се исцрпени сите можности, така да го. Отказ. Не е отказ. Јас бирам дали ќе продолжам таму или не. Никој не држи на сила. Ти ќе дадеш отказ тоа. Так. Тој си бара. Си бара клиенти. Така да, тоа е однос на кој што треба да работиме секојдневно преку отворена комуникација, да се слушаме, но и да не слушаат. Так. Така. И за крај само едно да додадам, Маја ме провоцираше, тоа дека Маријан, не провоцирај со темите. На секој може денот да не му е окей. Сите имаме проблеми. Дали од семејна причина, дали од здравствена причина. Но може да дојдеш и да го споделиш со тим лидерот, со менаџерот, ќе најдеш на разбирање. Многу е подобро да го споделиш како проблем и тим лидерот да најде начин како да се функционира, отколку ти да си затворен, да немаш комуникација и да страда целиот процес. Затоа што ние немаме видовити способности. Мора да си кажеме, па нели го дискутираме тоа јасната Значи, комуникација. да имаме комуникација. И таа комуникација ќе ни даде само успех. Ќе ни даде и квалитетни односи. И за крај, адвокатот, работникот и работодавачот. Што заклучивме? Се партнери или противници? И партнери и противници. Дипломатски одговор некако сите ми Затоа што давате. интересите на двете страни се диаметрално различни, меѓутоа интересите им се преклопуваат во делот на работниот процес. Газата е тој кој што вложил, тоа мора сите да го знаат. Газата е тој што менаџира, односно поставува менаџери. И работникот е тој кој што за својот труд, за тоа што го исполнува, добива надоместо. Интересите, реков на мојата прва реченица, се овој да даде помалку, овој да зема повеќе, меѓутоа мора да се најде некоја средина. Убаво е работниците да земат поголеми плати, убаво е работодавачите да бидат задоволнени, меѓутоа тоа е процес. Так. Јас би кажала на крајот, убаво е да се бараат правата, секој работник заслужува да ги бара своите права, но секако да има предвид за своите обврски, за своите работни задачи кои треба да ги извршува. Јас ви благодарам за овој исцрпен разговор и ова убава дискусија и секако нели на крај имате поклон од нашите спонзори Јока. Ќе добиете сите сега да не станувам, да не се нели шетам на таму. Јас се надевам дека повторно ќе разговараме на убава некоја тема во однос на работникот и работодавачот, затоа што начнавме многу подтеми на кои може да отвориме на друга дискусија, но не би разговарале до утре сабајле, мора да прекинеме. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам, Ери. Благодарам и јас сам ќе додам дека треба да бидеме здрави. Продолжува втора емисија. Само со здрави работници во здрава работна средина можеме да имаме успех. Така. Тоа од докторски. Од докторски аспект. Од докторски аспект, да. Значи, бидете здрави, бидете успешни. Да, успехот само е на тој начин гарантиран. Так, ви благодарам. Вас ви благодарам за вниманието со кое не следевте и се гледаме секако наредната емисија. Поздрав!